Повеќе од 5 часа мојата ќерка е затворена во автобус без вода и можност да оди во тоалет. Ваков статус на револтирана мајка вчера ги преплави социјалните мрежи. Таа пишува дека нејзината ќерка, која со група македонски државјани се врати со хуманитарниот лет од Љубљана. Со часови чекала да биде сместена во државен карантин, без храна и вода. Меѓу заробените во автобусот имало и мајки со деца. Од 15:30 е затворена во автобусот пред Мак Петрол Маврово, чекајќи преглед за да ги сместат. Нема воздух, шоферот си отишол, нема каде да се бунат. Затворени како најголеми криминалци. На лошите услови во транспортот се пожали и кинематографот од Медена земја Самир Љума. Тој преку Facebook објави видеа на кои се гледаше како дел од македонците кои се вратија со летот од Мемингем. Во автобусот пушат цигари, оти така им дозволил шоферот. Денеска Љума ги избриша видеата, па се пофали дека условите во карантинот биле добри. Социјалните мрежи вријат, за лошите услови реагираа и нашинците во Facebook групата Македонци во Германија. Срамота е велат да се чека 10 часа во автобус заклучени, без вода и храна. На крај те сместуваат во Маврово, каде што пилене прелетува и те информираат дека имаш само спиење, а јадење мислете како ќе се снајдете. Еве ја вечерата, ни лажичка ни ништо, со прсти јадете или лижете како животните. Јас вчера допатував со хуманитарниот лет од Словенија. Тоа хуман треба да се тргне, затоа што со самото доаѓање на аеродром ние бевме опасност за државата. И карантинот не важи за сите. Имаше и патник кој си го зема од аеродром. Предвадена пак во редакцијата на Алфа се јавија група граѓани сместени во детското одморалиште Михајлово близу Кавадарци. Тие се пожалија оти немале грејење во собите, а дополнително револтирани биле и од дрскиот однос на полицијата која го обезбедува објектот. Инаку до денес над 1100 македонски државјани вратени од повеќе европски земји се наоѓаат во 15-дневен задолжителен државен карантин. За денеска најавени се и чартер летови од германските градови Берлин и Келн.